Гостин во Република ТВ е доктор Светлана Смуглеска, специјалист педијатар и специјалист по семејна медицина. Ќе разговараме за имунитетот кај децата. Добар ден, доктор. Добар ден. Постои ли траен имунитет и ако постои, како тој се стекнува? Вака, се работи за два вида на имунитет. Едниот е хуморален и едниот е клеточен. Хуморалниот е оној периодичниот имунитет кој децата го стекнуваат во контакт со инфекцијата, а додека оној клеточниот е така наречен трајниот имунитет. Кога најчесто го добиваме него? Кога детето прележува варичела, морбили, значи телото или клетката ја запамтува таа инфекција од кога ја добива до крајот на животот. Таквите инфекции многу се ретки, веќе и ги немаме благодарејќи на вакцините, така да траен имунитет имаат само оние што прележуваат некоја заразна болест која дава траен одговор со антитела. Сега во склопот на имунитетот, за оној што е вториот тип на имунитет или хуморалниот, кои се антитела пренесуваат преку крвните жили, најчесто се јавува во текот на инфекцијата, како таа влегува во детското тело, тој се повеќе и повеќе расте под дејство на антиген, бидејќи секоја инфекција е антигенска реакција, се создаваат многу антитела кои циркулираат низ целото наше тело и потоа малку време тој имунитет детето го стекнува, така да наредниот пат може 2-3 месеци ќе биде заштитен од истата вироза или од истата бактерија. Така, почна септември, крајот на септември, почетокот на октомври, редовно со почетокот на школската година се развиваат и инфекциите и вирусите. Што да се направи кога тие често се повторуваат? Па честотата, знаете ли зашто е? Затоа што сега типот на живење е сосема поразличен него што беше порано. Децата се претежно растат со многу еднолична храна, фастфуд храна, родителот подолго време одсетен од дома, децата наместо да бидат 6-7 сати у градинка остануваат повеќе од 8 сати, бидејќи родителот го носи рано од саба или пред да оди на работа, го зема касно од кој ќе се врати. И тоа дете секако по толку долго престојување во затворен простор и во градинка, а во градинката, знаете, борават повеќе деца во една група, нормално е едно да е носител на еден вирус и бактерија и целата група ќе букне. И тогаш проблемот се повторува. Додека едното се излечи и се врати во својата група, другото ќе ја излеза. И може тоа долго време, 2-3 месеци, истата бактерија или истота, да речеме, вирусче, да кружи како еден зачаран круг да стане. Така. Како да се заштитат? Да се заштитат најдобро е детето, што јас стално апелирам да се направи бриз пред да одите у градинка. Меѓутоа, често пати кога ќе го видат родителите стафилокока ауреус или мораксела или бронхамела катаралис, мислат дека кој знае каква бактерија имаат. Напротив, тие се добро чудни. Тие го штитат од лошите бактерии. А ако се најде стрептокока, пнеумонија или стрептокока пиогена, која живее во грлото претежно, треба детето обавезно да се отстрани од групата и да се направи лекување. Кога ќе се излечи, тогаш се враќа. Али пожелно е ако ги има овие патогени бактерии, да се направи во таа група едно тестирање, значи микробиолошко, да се најдат другите носители на истата бактерија, за да се прекине зачараниот круг. Некои деца едноставно како да привлекуваат вируси и бактерии. Зошто е тоа така? Па вака, имунитетот детето го гради од раѓање кај мајката до 4-та година. Најчесто тие немаат воопшто имунитет. Како доаѓа секој вирус, како доаѓа секоја бактерија, постепено тоа, нели, велиме се челичи. Сега некои деца, посебно оние што се беличести, со плави косиња, со плави очиња, анемични, склони кон анемија, тие често пати се како магнит за инфекција. Додека пак не мора да значи, може и некој црномањасто дете, па пак да не е многу често пати болно. Тука има и други тригер фактори, социјалната средина каде што живее. Потоа, појава на влага, ако има во просторијата каде што борави.
Потоа може да се во фамилија каде што се пуши. Па тоа е една од тригер факторите да детето има намален имунитет или една алергиска коегзистенција која пак доведува до појава на рецидивантни вирусни и бактериски инфекции. А како најдобро се зголемува имунитетот кај децата? Најдобро природно, натурално. Сега постојат многу препарати. Родителите даваат баснословни пари. Ефектот, па можам да кажам, е скоро нула. Ако детето неправилно се храни, пак ќе апелирам, хранењето од теглички, хранењето на фастфуд храна, на готово, на брзина сготвена. Децава ретко имаат дома топол оброк. Ретко семејството се собира на маса сите да бидат и да јадат. Најчесто самото дете учи како да се храни од своите родители. Ако родителите не јадат, не готват таква храна, и тоа нема да има афинитет кон таа храна. Јас сум педијатар долго време. И приметувам, мајката ќе каже: "О, докторке, моето дете не јаде месо." И јас сум цел живот анемична. А што јадеш ти? И ќе брои, што излегува? Само јадела леп и маргарин мачкан. А каде е јајцето, каде е месото, каде е спанаќот, каде се природните овоштија и зеленчуци? Никаде. Кога ќе почне тој еден како затворен е кругот, почнува да тече носот, па подоцна се спушта на белите дробови. И се постојано се повторува. Каде е грешката? Каде се каде треба да се поправи? Внимава. Значи вака, кај малото дете некаде до 2 години иста е слозницата од носот до бронхот и бронхиолата. Значи како што почнува составот на слозницата и епителот од носот и од устата, до долните дишни патишта е идентична. Па почнува носето, брзо се спушта горе. Меѓутоа, кај поголемото дете може да имаме мрсулави деца. Долго време имаат зелен секрет во носот, меѓутоа никогаш нешто интензивно не покажуваат на белите дробови. Нели како да останува тоа во пределот на носот. Како тоа да го објасниме? Најдобро е да детето до 2,5-3 години не оди во градинка, да има домашна нега. Сега и тие баба сервиси многу ретко се користат. Порано беа бабите, тие што беа пензионерки, па ги чуваа внучињата. За жал сега сите баби запослени. Тука е грешката. И детево мора од 8 месеци, 9 месеци да тргне во градинка. А тука во градинката, кај што е во јаслито, борави со еден куп иста на негова возраст и поголеми еден куп дечиња. Има една воспитачка или 2 негователки кои треба во исто време да ги ранат, во исто време да ги соблекуваат. И што станува? Значи, како што се рани едно по друго, па плачат едното, земи го, другото, земи го, веднашка се накалемува. Едно со друго нели играат, како што ќе ги остаат да играат со исти предмети, ги зимаат, ги лапаат, си кашлаат едни во други и како да го заштитите? Никако. Само изолација од градинка. Секоја година се форсира по некој суплемент за да се подобри имунитетот на децата. Така. Колку е добро тие да се користат, кој има право да ги препишува и кој да ги користи на крајот на криштот? Вака и јас користам чисто пати за да ја смирам мајката, гледам мора да оди на работа, па ќе припишам нешто од поновите. Има еден куп. Значи, во основата е бета-глуканот. Точно бета-глуканот учествува во подигнување на имунитетот. Нема тука што да измислуваме, тоа е наука. Сите тие се во основа градени на бета-глуканот. Сега, некој од представниците ќе каже, оваа формула на бета-глукан е идеалната. Другиот ќе каже, како и да е, мајката сама треба да примети што најмногу и одговара. Јас ќе препорачам оние сирупчиња што содржат повеќе витамини, минерали, кои би можела мајката секое сабајле да го користи. Потоа може да даде еден од тие со бета-глукан, да не ги набројувам. Тука се имуноборот, киндер имунот, имуноб, па сега бимуналот, виенов, дефендилот, сите можам да ви ги бројам. Значи, има еден куп од родители што го бара, не докторке, тој дај ми го, она е задоволна тој.
Меѓутоа, забораваме да се вратиме на рибиното масло, на чистото рибино масло, кај што го имаме А и Д витаминот, користењето на нормалниот С витамин, ако не цедите сокови, тогаш дајте го С витаминот, и Б комплексот, кој е комплекс на еден куп Б витамини кои се битни за растот и развојот на детето, кои се дава 3 недели. Често пати грешат родителите кога ќе почнат да дадат едни витамини и през цела зима само на тоа се. И ќе дојде родителот заплашен зашто детето ми мокри или има мирис мокрачата на лек или кафеавкаста и мокрачата, која ќе видиме дека тоа цела зима користи Б комплекс. Значи, телото само ги лимитира вишокот на витамини и може да влезе и во хипервитаминоза, што не е доволно. Не е добро за здравјето на детето. Од хипо во хипер. Ви благодарам за гостувањето во Република. Мило ми беше.